Бројот на бегалци во кампот во Гевгелија се движи од 122 до 128 во текот на последната седмица, соопшти Хелсиншки комитет. Според извештајот на оваа организација, по извршеното чистење од страна на јавното претпријатие Комуналец во Гевгелија, во кампот е забележано и подобрување на хигиената. Поради опаѓањето на температурите во кампот се донесени грејни тела. На 14 октомври во кампот се донесени 6 нови бегалци, меѓу кои еден маж со потекло од Ирак и 5 сиријци, од кои тројца се малолетни лица. Тие се фатени на патничкиот воз Гевгелија-Скопје. Сите од нив поседувале исправни патни документи кои им биле проверени од полициски службеници. За прв пат полициските службеници извршија дактилоскопирање и регистрирање на бегалците во новата база на податоци. Откако им е укажана хуманитарна помош од страна на Црвениот крст, бегалците се пренесени кон грчка територија. Истиот ден во кампот се донесени двајца бегалци со потекло од Пакистан кои со автобус од Куманово пристигнале до полициската станица во Гевгелија. И ним им е извршена регистрација пошто се пренесени на грчката страна, соопштува Хелсиншки во последниот неделен извештај. На состанок на надлежните институции и организации во кампот, донесена е одлука дека на барателите на азил кои престојуваат во кампот, ќе им биде дозволен излез од кампот до Гевгелија еднаш на 3 дена. Црвениот крст ќе асистира во превозот, но и во целосно придружување на бегалците од кампот кои не се баратели на азил, а имаат потреба да одат до градот. Хелсиншкиот комитет ја поздравува ваквата одлука која представува прв обид досега да им се овозможи излез на бегалците од кампот. Во моментот во кампот има 23 бегалци кои што се баратели на азил. Бројот на бегалци во кампот во Куманово пак од почетокот на седмицата, кога бил 61, до крајот на седмицата се искачил на 114, со тоа што пристигнатите групи на бегалци со различно потекло се задржале во кампот неколку дена.